сега одиме со многу поубави вести, да ги пречекаме прво нашите гости. Едно големо добро утро за големите звучни имиња Орде и Джелјо. Добро ви утро и само накусо да наговестам дека денес ќе слушнете нов препев на Море Сокол пие. Добро ви утро Орде, добро утро Джелјо. Сакам кажам, не знам, речам се одеднаш. Со Слободанка веќе се поздравиме. Сакам само накусо да ја прашам наутро со оглед на тоа што нам утрово ни почнува со некои неубави теми. Вам утрото дали ви почнува со музика? Се разбира. Се разбира. И нас ова утро ние со музика. Да, ти Слободанка како си го нареди ова утро, а ако денот се познава по утрото, убав ден ќе си Да, имаш. искрич. Одиме сега со разговор, наши прекрасни гости, група Круна. Да ви кажам дека името многу ви одговара на она што вие можете да го понудите. Круна на музиката, круна на забавата, круна на енергијата, круна на се. Круна на љубовта. Круна на љубовта, браво Орде. Орде Неделковски, Джелјо Дестановски, група Круна, добро утро и добре ни дојдовте. Велат музичарите не станувале наутро, затоа што имале многу обврски, ова е доказ дека тоа не е така ако се сака. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија, добро утро на тебе и на Искра. Благодариме за поканата. Секогаш во Алфа телевизија кога доаѓаме се чувствуваме како да сме дома, бидејќи Драго ми е. Премногу е пријатна атмосферата тука. Да, било да е везилка, било да е за Да. утринска програма. Убава најава, ти благодариме за убавите зборови. Тоа е табу Тоа е тема така. која кружи меѓу народот дека ние музичарите не стануваме рано, меѓутоа не е точно. Можеме и ние да станеме рано. Еве доказот тука. Сите работи што ги имаме, одговорно си ги вршиме. Джелјо, така е? Така е. Поготово јас и Орде сме ранобудници. Браво. Од 7 се бајле одма на телефонот. Добро утро, брат, и поврски сите. Ето така, кафенцето, музиката што вели Искра да се започне денот со музика, на вистина е убаво. Орда, јас секогаш кога сум имала можност да присуствувам секаде онаму каде што ти, дали е свадба, дали е забава, дали е не знам што и така натака, и дали е емисии, уживам во твојот глас и уживам пред се во твојата енергија која што ја шириш, а што е многу важно за еден музичар. Насмевка на лице се уште, нели? И една топлина која зрачи од тебе. Меѓутоа, она што го забележуваме на сите гости сакаш да им угодиш, за да им биде убаво и да им ги исполниш музичките желби. Нормално, различни луѓе, различни барања, меѓутоа гледаме. И тоа на многу убав начин знаеш да го направиш. Благодарам. Да. Искрено, кога сите водители би имале вака убави зборови за мене како ти, Затоа што те познавам. Благодарам. Искрено од се срце. Да. Доколку и убаво е за еден музичар да се чујат овие коментари, овие позитивни коментари, да кажам, бидејќи ние работиме за народот. Многу е важно да имаме убава комуникација со секој, да бидеме приземни како луѓе, да знаеме каде ни е местото, бидејќи народот не дига и народот може да не спушти онаму каде што не треба да. Сега знаеш што ќе откриам нешто вака, ќе ти кажам, кога татко ми ве слуша исто, ќе го поздравиме ова утро и кога пееш, јас го оставив еднаш така да те изслуша, да те испофали и уште на крај само му реков, знаеш ли тато што е по професија? Па вели пејач. Викам покрај пејач и машински инженер. Да. И она со воскитување на вистина ли, браво. Постарите знаат да ценат. Затоа што да едното со друго не оди, меѓутоа сме сепак Кога се сака се може. Кога се сака се може, да. Со оваа професија се уште не се занимаваме. Се уште не со тоа, си остануваме на музиката, онаму каде што Што не е воопшто лесна. Се разбира. Сме вложиле труд. Меѓутоа добро, со музиката е убаво да се живее затоа што сепак позитивноста ја гледаме токму таму. Групата Круна веќе обстојува, колку време сме заедно? Ајде да потсетиме само. 3 години. 3 години и до овие 3 години што сторивме? Многу нешто. Например, ајде да посочиме оние поважните да ги истакнеме. Па видете, како прво група Круна само што се оформивме, ние направиме онма наша авторска песна. И веќе за 3 години имаме 4 авторски, а петата е веќе ја спремаме петата. Се надеваме дека месец декември ќе имаме можност и ќе успееме да ја промовираме исто така и кај вас. Се разбира. И кај што ќе можеме, кај што ќе успееме. Исто така покрај авторските песни имаме и многу аранжмани и преработки на наши македонски песни и ора. Секако затоа што нели ние ја негуваме македонската песна и македонските ора, сакаме и понатаму да продолжиме, затоа што нели освен македонската музика другото не ни преостанува.
Така е. Имавме ние играорци, се сретнавте, се познавате со ансамблот Фолклор и токму тоа и разговаравме, дека навистина е многу важно да се негува македонската песна, македонскиот мелос, ако ништо друго и нека е помодерна музика, меѓутоа да го има на нашето македонско, нели? Секако. Да, да уживаме во нашите песни, меѓутоа пред се ете и фолклорот. Затоа велам и фолклорот затоа што ти си дел од тоа. И да подсетиме, нели сме еден од најдобрите во Македонија или најдобар Зурла, Кавал и така натаму. Колку е време потребно, еве од Савајле, како што кажавме, стануваме рано, да се посветиме на Кавалот и на Зурлата, секојдневно е потребно? Па да, кажам тренинг. Секојдневно е потребно затоа што се малце специфични инструменти и мора да се одржава амбажурот, значи кондиција, рутина. Значи се случило некој период така са, нели, кога сме послободни, ако не земам барем една недела, максимум една недела, да не отсвирам нешто и после тоа ме бола и уста ме боли, и образи, и раце. Значи, мора да се одржава кондиција, рутина мора да има, барем, ако не секој ден, секој втор ден. Од љубител кон овие инструменти? Да, од мала возраст, од 6 години почнав на тапан, па мандолина, па зурлата, малце покасно, Можам да последно. замислам, да, односно знам, нели, на свадбите кога она паузата, па после со зурлата кога почнуваме, тоа е навистина едно доживување, морам да кажам, да. Си ежи кожата, право македонско, оној звук наш убав македонски, зурли и тапани, ете токму така. Групата Круна Орде низ Македонија настапуваме свадби, разни веселби, меѓутоа одиме и еве ќе ги поздравиме во овој момент и сите оние наши од диаспората кои ве гледаат и ве познаваат исто така и таму имаме забави, настапуваме и надвор. Благодарности за нивната поддршка неизмерна која и доверба која ни ја даваат. Група Круна, како што кажавме, може да се пофали со премногу настапи. Покрај настапите имаме многу самостојни шоа направено за Великден, за Божик, гостувања многу во Македонија, многу гостувања и надвор од Македонија. Месец декември, здравје Боже, одиме Љубљана, па почнуваме веќе, а? Германија, на 24 декември ќе бидеме во Липштад на преубава голема забава, заедно со колешката Анета. Нова година ќе бидеме во Италија, ги поздравил нашите таму и ги поканил во ресторан Бјанка Ланчеја ќе бидеме во Каламандрана. А на 10 јануари, здравје Боже, тргаме за Австралија. Ако се вратиме од Италија, тргаме за Австралија. На една, колку време таму турнеја? Еден месец турнеја во организација на Bato Entertainment. Ќе ги поканам сите нашинци од Австралија. Ние веќе сме во контакт и сте биле до сега? Джелјо бил, ние како група не, јас како пејач не сум бил, ова ми е прво. Сега пат одиме за Австралија. Се надевам дека нема и последно да биде. Напротив, ќе ги освоиме срцата и на нашинците таму. Со музика и со песна се разбира и ќе заслужиме повторно да одиме. Сигурна сум во тоа. Нас да не поканите, сме многу под 2 Сакам да кажам, милиони, меѓутоа ми ги читаш мислите. Нели? Да. Па ние секогаш кога имаме гости не канат на концерти овде што се одржуваат, ама никој не поканува. Еве ние официјално ве покануваме, повелете со нас во Австралија, да. Заедно. Може, да. Ке си го искористиме одморот искра и зошто да не си се Еден месец само. Само еден. Најавуваме неплатено ќе земеме или болетување. И нас така не гледаат во Австралија, нели? Ние не пееме, но зборуваме. Да, редно е да ги посетиме. Така, да, редно е да се одиме и ние. Убаво да, ги кажавме сите оние настапи кои еве ова, да кажам, и оваа година, меѓутоа и следната веќе. Периодот кој предстои. Австралија навистина има многу наши таму македонци кои ја сакаат и ја почитуваат, па мислам дека да не грешам душа, меѓутоа повеќе некако и како од овде да внесуваат дух во македонската музика и да ја негуваат. Може би тугината го прави самото тоа. Мислиш ли дека па најверојатно бидејќи сепак не можеме да кажеме дека јас според мене сметам дека најголемите патриоти сме токму овде во Македонија, ние. Не за музиката општо, зборувам македонска. Бидејќи нели општо кажано меѓу народот е оно што ја сака македонската песна и ора и така натаму се смета за патриот. И во Македонија ние сите си ги сакаме и почитуваме нашите песни и музика, меѓутоа со временото, она што го кажа ти, времето, часовникот врти постојано и се нешто ново искача. Но ние повторно сега орде ќе се навратиме на старото, за да ми кажуваат од режија имаме само уште малку време, за да го искористиме за следно. Кога ќе се враќаме кај нашето, старо, убаво, македонско. Море сокол пие вода. Тама да ја слушнеме сега. Да. Море сокол пие, ја преработивме, ја испејавме
И имаме спот токму за оваа музичка numera во нашите убави предели краишта низ Македонија. Да. И јас мислам дека доста беше зборување. Еве јас си се запеав малку. Кажа Искра дека не пее пред Ни наопаку да ти кажам, право ќе ги изгубиме сите гледачи.